Што направи сега? Се грижам за тебе. Пиеш во ова време или што? Тоа ли си ти? Ако не можеш да дојдеш, ќе дојдам кај тебе. Не, нема потреба, Илкај. Нема ни да можеш да влезеш овде. И ако влезеш, нема да можеш да излезеш од оваа куќа. Но мора да заминеш, знаеш, нели? Од почеток беше грешка што влезе во тоа семејство, во таа куќа. Мора да го прифатиш тоа, Деви. Но откако ќе прифатиш, има една работа што можеш да ја направиш. Навистина. Која работа? Да го оставиш Аслан. И Аслан ми го кажа денес истото, знаеш ли? Ми рече, остави ме. Не можам да те пуштам ако не си заминеш, ми рече. Да беше толку лесно тоа да го оставам. Девин, ова е пример на емоционална манипулација. Не ми е јасно како делува тоа кај тебе, кај добар психолог како тебе, како делува. И јас сум човек, Илкај. И психолозите може да се влюбат. А јас минувам низ многу тежок период. Евин, што ти се случи? Сакам да бидам со тебе, а не можам. Што ти направија? Не разбирам што ти се случи, што се случи со тебе. Илкај, морам сега да се подготвувам за една вечера, ќе зборуваме. Те молам, добро? Добро, кога сакаш? Ќе се слушнеме, ти благодарам. Ништо не направи, ме молам. Да беше жива таа Девин Акин, немаше ли да го пријави убиството кога го виде? Тој човек повеќе не постои. Човекот за кој што ти се омажи е мртов. Те молам, не зборувај така, немој. Или ќе го носиш тој товар, или ќе си заминеш од овде, вратата ти е отворена. Последен пат да се спасиш пред да се сруши мостот, а ти си на мостот. Дали сум јасен? И го немаш тој луксус веќе да не одлучуваш. Ако сакаш, можеш да скокнеш и да се спасиш веднаш сега. Во ред, ама немаш право да бидеш неодлучна. Не постои тоа. Ало? Ало? Тато, Јамур? прекини. Иргун, прекини. Што е ова, Јамур? Што правиш? Не ме барај повеќе на телефон. Немој те молам.
Не, тато. Можеш ли да ме сослушаш 2 минути? Те молам, тато. Морам нешто да те прашам. Денес малку се скарав со мајка ми. И ми рече нешто. Ми рече подобро да родев камен отколку тебе. Се прашувам, тато, дали ти така мислиш? Кога се родив, воопшто ти не беше среќен? Зарем не заслужувам да бидам сакана? Немој да ме бараш повеќе. Што вели тато? Глупости. Пак е пијана. И куќата ни ја зедоа поради тоа што го направи ти. Што уште сакаат? Не разбирам. Доста се вила и доста. Јамур? Јамур, добро ли си? Јамур, Оди си! нешто е скршено, се случи ли нешто ти? Добро ли си? Ти реков да си одиш! Охо! Каде е господја Неше? Малку ја боли главата, легна да спие. На здравје на сите. Хајде, тато. Лейла, Молам, бабо. зошто Хава јаде со нас? Многу добро. Како си, сине? Сите те посакуваа на оваа софра. Како си ти? Раскажи ми се. Добро сум, мајко. Здрав сум, се чувствувам одлично и вие ми недостасувавте да знаете, ама мислам дека ти најмногу ми недостигаше, така да знаеш. Знај дека никогаш повеќе нема да те оставам. Со тебе сум цело време. Хулја. Ова Аслан каде е? Татко му е тука. Каде е тој? Мамички, го знаете. Класичен Аслан, не грижете се. Денес е тука, утре го нема. Денес зборував јас со него. Добро е, се шета,
Натаму наваму е работи, ама многу е зафатен, рече дека нема да може да дојде, дури се извини. Добро, добро. Среќа што моето злато е тука. Тој ми е посебен. Вистински син на татко си. Која вест ќе му ја кажеш на татко ти? Рече дека имаш нешто за мене. Да, има. Има вест, да. Тато, ми рече пред да заминеш дека семејството го прави човекот да биде човек. Дека семејството му е еден оклоп. Тоа ти ми го кажа, тато. Исто така тато ми рече да имам дете. Те послушав. За прв пат во мојот живот. Ќе станам татко. Тато. Чичо, Джихан беше тој што рече дека ќе го однесе Серхат во странство и го издаде. Кој е со него? Неговата девојка. Бремена е. Ај, внуче, доаѓа, внуче. Ај, лудо мое момче. Ај, леле Боже, колку сум срекна што ги доживеав овие денови. Мамо, ти можеби нема да го прифатиш, затоа што бебето е од Ајсел. Го сакаш ли ти ова дете? Го сакам, мамо. Сакам да се држам за животот. Сакам уште една шанса. Тоа го сакам. Добро, нека расте со родителите. Ви честитам. Амин. Фала. Знаеш дека ќе бидеш одличен татко, нели, а? Воопшто не сум сигурен. Дај Боже да успееш да го држиш во раце. Момче или девојче? Тоа не знаеме. Јусуф, слушна ли? Син ти ќе стане татко. Ти честитам. Фала ти. Тогаш е и мој ред да честитам. Сакам детето да расте здраво и мирно со своите родители и дај Боже да успее да биде слободно, без разлика на се и на сите овде. Тоа е најважно. Така да знаете. Ајде да наздравиме. За децата што ќе се родат и за приказните што ќе се раскажуваат, за Сојканови, ајде да наздравиме. За Сојканови. Знаеш дека се и поради тебе, нели? Која е оваа девојка? Мојата сестра, господин Илијас. Минатото на твојата ќерка со дрогата и нејзините искуства во Измир не свртеа против најблиските. Целото мое семејство е во опасност, знаеш ли, Неше, знаеш? Ти им го уништи животот на сите. Браво! Што сакаш од мене? И што сакаш од мене, Јамур? Нели ти ме остави? Оди си. Ние сме од два различни светови, нели ти си таа што замина? Ни твоите родители не те сакаат. Товар си за сестра ти. Товар си за човекот што го сакаш. Немаш само доверба. Слушаш ли, немаш никаква вредност.
Хаджи, направи го моето малку полуто. Веднаш работам на тоа. Сердар, земи 2 аерани. Во ред. Братче, Екрем, братче. Јамур? Ѓу, ја виде Лела? Само што ја однесе господја Сихер во незината соба. Сестрата Джемра дојде за инекцијата. Во ред, фала. Мамо. Може ли утре да дојдам на гробишта со Ајсел? Фала. Јамур! Те молам, отвори ја вратата. Че, смири се, бе, братче. Јамур. Братче, полека, бе. Смири се. Сердар, најди нешто да отвориме. Веднаш. Јамур, те молам, отвори. Што и да правиш, отвори. Јамур. Отвори, те молам, нема да те оставам, нема. Јамур. 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 Добро. Готово, помина. Се помина. Помина, добро. Никого не му е гајле за мене. Не е така. Не. Никој не Ти ме го сака. заслужуваш најдоброто, Што добро? не заслужувам? Добро. Многу те сакам. Жал ми е за се. Добро? Многу те сакам. Добро. Помина. Добро. Што се случи? Што има? Го прочитав писмото. Edemem şu an halimi. Aklım başımda değil ama deli değilim. Ти барем едно нешто од тоа што го напиша го направи, знаеш? Şu an halimi. Aklım başımda Да јас не можам ништо да направам. ama deli değilim. Што напишал? Saklamışlar ki elimi. Çok zor durum. Исчисти се и среди ги сите работи, сине мој. Така пиша. Sallamışlar ki elimi. Çok zor Предоцна е сега, тата. iyi değilim.
şehir gibiyim. Hiç tadım yok gene zehir gibiyim. Öyle doluyum ki nehir gibiyim. Çok zor durumdayım, iyi değilim. Чувај се, брат Чеварет. Kuşatılmış şehir gibiyim. Hiç tadım yok gene zehir gibiyim. Братче моје, Öyle doluyum ki nehir gibiyim. Çok zor durumdayım, iyi değilim. Ben de bilmiyorum neden böyleyim. Ја видовте ли снаата каде? Одите во вашата работна соба, ама не знам точно, господи Хулија. Што правиш ти? А? Немаме ли веќе доволно проблеми и несреќи со твојата дрскост или треба да се занимаваме? Што сакаш ти? Кажи ми, што ти е тебе, девојко, кажи ми. Мојот проблем сте вие, господи Хулија, зарем не свативте уште? А тогаш оди си. Зошто стоиш тука? Што чекаш? Ајде оди. Што чекаш? Мислевте ке си заминам без да ве повредам вас, господи Хулија? Што зборуваш ти, бре? Нели вие самата рековте дека старата Девин одавна ќе ве пријавеше вас? Епа утре токму тоа и ќе го направам. Ќе одам во полиција. Ќе одам и ќе раскажам за сите случувања. Што мислите? Добра идеја, нели? И Ми рековте, или ќе ја терам Камилата, или ќе си одам, да сум избирала. Може би јас ќе си одам, ама да знаете, не ви оставам ништо на вас да терате повеќе. ми се закануваш ти мене, а? Ни се закануваш, кажи ми. Тргнете ми се од патот, господи. Види ваму. Тргнете се, ве молам. Види ваму. Господи Хулија, тргнете се од мене. Олека! Што се случува овде? Што се случува? Што може да се случува овде? Твојата мајка ме доведува до лудост. Ке свајцата. Што е сега повторно? Твојата сакана жена утре сака да те предаде во полиција, да не предаде и двајцата тоа го сака. Што зборуваш ти? Прашаја не, ајде, оди прашаја. Оди. Што се случува? Излезите, молам. Што е ова, кажи ми? Аслан, излезите, Што зборува молам. мајка ми? Аслан, Ќе излегувај. не пријавиш утре, сериозно си? Излези, остави ме на мир. Полудели, што ти е проблем? Да, вие ме направивте луда. Погледни ме. Уште едно дете ќе дојде во ова семејство. Знаеш ли што ќе се случува со тоа дете? Што зборуваш, бе, ти кажи ми? Што зборуваш ти? Немој да ми викаш! Доста веќе, не викам. Не се дери! Доста, доста веќе. Полудели ти, бе, што ти е? Serserinin fikri belli. Hepsi koşar vurmak için. Çakar gün olanlar korkar. Karışan ortamlar. Отвори врата. Нема да отворам. Девин, отвори врата веднаш. Не отворам, Аслан, оди си. Нема да отворам. Отвори веднаш! Çorap beyaz bıyıklı tarz çok demez. Susar konuşmaz. Bir kız girdi kanına perişan Devin. derbeder. Düştü omuzlar Devin, delikanlı duyguseli. Отвори, не се глупира, ајде. Aşk Девин, отвори. bizi bulduğundan Отвори beri веднаш. çekip vurduğundan Отворите, молам, ајде. beri kendime gelemedim ama aşk tokadından beri Отвори врата. dostluğundan beri kendime gelemedim ama aşk tokadından beri bizi bozduğundan beri kendime gelemedim aşk bizi bulduğundan beri çekip vurduğundan beri kendime gelemedim
ettim ama aşk Сваќаш дека утре ќе дојдат од полиција и ќе те испрашуваат тебе? Свесна си за тоа? Знам, ќе кажам се што е потребно. После тоа ќе си одам од твојот живот за секогаш, добро ли? Во ред? За секогаш ќе си одам од твојот живот. Добро ли? Добро? Конечна одлука е тоа? Аслан, зар не ми го кажа ти мене тоа денес? Оди си од мојот живот, ми рече, ме молеше да си заминам. Ќе кажам се што е потребно, а потоа ќе се заминам од твојот живот. Ова е конечна одлука. Ти благодарам. Ти благодарам многу што дојде во ова време. Те вознемиривме навечер. Не, душо, каква мака. Па тоа не е ништо и ова ништо поменувате не е баш лесно. Што? Утре е годишнина од татко ти, нели, да не се лажам? Да, точно е. Така е. Жал ми е за загубата. Ти благодарам. Тогаш ќе се видиме утре, нели? Утре? Повторно ќе дојдеш за инекцијата? Каква инекција, душо, имаш закажано кај докторот утре во 16 часот во болница? Утре беше, нели? Ај, сосема заборавив јас. Наутро одиме на гробишта. После тоа ќе дојдам во болница. Во ред, договорено, во ред, се гледаме утре, ајде влези внатре да не настинеш. Ти благодарам. Ајде се гледаме. Се гледаме. Сестро, Господине Толга, добра вечер. за што си шепотевте вие таму, а? Извинете, што? Не ме разбра, а? Таму, за што таму шушкавте вие две? Не ме прашувај мене, прашај ја Лейла, ако сака таа ќе ти каже. Ја убедуваш, нели? Ја збунуваш мојата жена, а? Тргни ми се од патот. А што ако не се тргнам? Ке те тргнам јас тогаш. Ало, што е? Хулија, донесе ли одлука? Немој да молчиш. Џихан или Аслан ќе биде, ајде одлучи. Одлучи се до утре, за да не биде предоцна после тоа.
Хулија, дали се одлучи? Джихан или Аслан ќе биде? Одлучи. Господ да те благослови. Амин. Лукмите треба да се поделат и помалото. Не грижи се, мајко. Се подготвувам. Достојно ќе се простиме од внукот. Достојно. Од внукот ми остана само еден прст. Ќе го закопаме, сине. Бог да не ни дозволи да ја заборавиме оваа болка, оваа омраза. Во право си. Може би ние не успеавме достоинствено да се простиме, ама јас достоинствено ќе се одмаздам. Колата е спремна, Чичо. Кога ќе ја земат? Утре наутро. Јави ми кога ќе биде готово. Ајде со лесно. Дали е спремна храната? Спремна е, господјо Хулија, само алвата остана ја правам сега. Да ставиме малку за дома? Не, се оди во фондацијата, тамо е гужва. Ебру, ведат дојде со кола, помогни му те молам, натоварите ги садовите важи, остани тамо и помага им на жените за се што треба. Во ред, господјо Хулија. И јас ќе ви помогнам. Добра, ајде продолжи. Нека е примена од Бога. Амин. Пинар? Од сега ти миеш со ова, важи? Многу добро миеш аминатиот пат. Во ред, господјо Хулија. Да, господине Чагри. Господи Хулија, гостите се на пат. Сакав само да ви известам. Добро. И јас тргнувам сега. Јас ќе стигнам пред нив. Во ред, фала. Господјо Хулија, дојде полиција. Добро, не ги остави да чекаат, нека влезат. Ебру, остани кај децата. Никако да не излегуваат од собите, те молам. Секако, господјо Лејла. Се оди според договорот. Само господја Девин ми ја... Мислам, нема да дојде. Што е со господја Девин? Може би ќе сакаат и со неа да разговараат. Не прави паника, Чагри, седи ајде веднаш. Ако сакаат да зборуваат, ќе зборуваат.
Добре дојдовте, комесаре. Здраво, комесар Јакуб Сакарија. Господине Аслан, како сте? Добре дојдовте. Заменик комесар Джемил Бакирџи. Фала. Добре дојдовте, повелете. Повелете, господа, седнете овде. Ќе бидам директен. Водиме истрага за пожарот во шумската куќа во која загина Атила Озјилмаз. Дојдовме да земеме изјава од вас. Секако ќе помогнеме со се што треба. Прво, да ве послужиме нешто, дали сакате чај или кафе, што би сакале? Вода, да, вода. Секако. Да почнеме? Повелете. Девин, добро ли си? Што е ова? Воопшто не си спиела. Илка, јас сега мора да донесам многу важна одлука. Или за секогаш ќе си одам од животот на Аслан, или за секогаш ќе останам во него. Моето мислење од секогаш било јасно. Веројатно не ме прашуваш, нели? Аслан всушност воопшто не сакал да стане ваков човек. Тој со години се обидувал да не биде дел од мафијата. Ама Но не успел. А јас вчера прочитав нешто што не требаше. Писмо за Аслан. Писмо кое со години се плашил да го отвори. Во него пишуваше дека тоа за што се бори цел живот, да ги исчисти работите, било исправно. И без мене тој на крај ќе го направеше тоа, но сега се е потешко, се потешко. И се поради мене, Илкај. Се што ова семејство сега го доживува, се што Аслан поминува, е поради мене. Се почна со мене. Да не бев јас, ништо од ова немаше да се случи и сега не знам што да правам, Илкај, воопшто не знам што да правам. Девин, јас не знам што се случило. И искрено не сум сигурен дека сакам да знам, очигледно е валкано. Но твојата состојба не е здрава, ова е како психологија на заложник. Види, овие луѓе и без тебе ќе минуваа низ вакви работи. Ти не си одговорна за тоа. Ова семејство било такво. Ти не си воопшто одговорна за тоа. Толку многу ли го сакаш? Добро. Замисли живот без него. Како се чувствуваш кога ќе помислиш на тоа? Ова прашање им го поставував на моите клиенти. Лесно е да се праша, ама тешко е да се одговори. Видете, јас навистина ви се колнам дека се обидовме да кажеме се што можеме и се надевам дека како семејство бевме доволно јасни. И се разбира ако има
Уште нешто, ние сме навистина подготвени со задоволство да помогнеме. Не, благодарам. Ве задржавме малку повеќе. Предпоставувам дека сакате да одите на гробиште. Не, никако си ја работите работата, разбираме. Само малку доцниме да бидам искрен, ама тоа е. Господин Аслан, дали можеме да разговараме и со вашата сопруга, со господја Девин или како се викаше? Девин беше, нели? Точно, да. Девин. Таа утрова, како да ви кажам, имаше малку проблеми со здравието. Ама сега е добро. Здраво. Здраво. Повелете. Јакуб Сакарија, началник на одделот за убиства, комесар. Јас сум Девин. Заменик комесар Джемил Бакирџи. Девин, мило ми е. Брзо да оздравите, изгледате малку болна. Благодарам. Сега сум малку подобро. Сакам да ви поставам неколку прашања за вечерта што заврши со смртта на Атила Оз Илмаз, без да ви одзема малку време. Во ред. Добро ли сте, господја Девин? Добра сум. Добра сум, малку болна, знаете, во ред. Може да почнеме. Каде бевте пред 2 дена, вечерта, кога се случи инцидентот? Бев тука, на фармата. Бевте со целото семејство? Дали некој недостасуваше, а? Да. Недостигаше една личност. Кој? Джилан. Всушност беше тука, ама и не беше. Не можеше да јаде со нас, ниту да го гледа филмот. Ја болеше стомакот и со Аслан кажавме толку, ништо повеќе. Не грижете се. За вакви работи обично не се зборува, ама да се изеде 2 порции десерт, 3 порции бурек со месо, нели не може. Па резултатот беше очекуван за тоа. Аве, девојче. Ве разбирам. Брзо оздравување уште еднаш. Значи вечерта завршила многу рано. Не, заедно гледавме еден филм како семејство, Шампион за нас. Немав шанса да го гледам во кино. Лела ме предупреди дека ќе плачеме многу и навистина беше така, особено последната сцена пред трката. Не знам дали сте го гледале, мислам дека исполнив годишната квота за плачење оваа година навистина. А потоа? Потоа пиевме кафе, го догледавме филмот и свекрвата загрижена отиде да ја провери Джилан да види како е. А потоа си отидовме по собите, заспавме. Господјо Девин, дали лично го познававте Атила Оз Илмаз? Се е во чувството внатре, господјо Девин. Ако добро ја пренесете емоцијата, нема да имаме никакви проблеми, мислам. Не баш многу. Еднаш
направи забава во својата куќа. Отидов со Аслан, таму прв пат имавме можност да се запознаеме, да разговараме. Всушност, таквите луѓе што се многу дружелюбиви имаат некоја енергија што веднаш ја чувствуваат, да знаете, тој беше таков. Штета што беше толку млад човек. Јас и Аслан бевме многу шокирани кога ја слушнавме таа страшна вест. Нека почива во мир. Амин. Нека почива во мир. Добро, ви благодарам многу. Нема повеќе да ве заморуваме. Не доцнете за нагробиште, господине Аслан. Комесаре, Ви благодарам. Ви благодарам што дојдовте. И ние ви Дојдови. благодариме. Дојдови. Ви Благодарам. благодарам. Ќе ви испратам јас повелете. Ви благодарам. Јас ќе одам да ги видам децата. Автомобилот е веќе на пат кон фармата. Зашто е оваа вода? За ангелот на смртта, да си го измие ножот. Нека го измие. Нека го измие. Ке имаме уште многу крв, мајко. Ајде, да се спремиме и да одиме. Ешреф, дали се подготвени курбаните? Подготвени се, господи Хули. Добро, убаво. Попладне завршете со колењето да ги поделиме на сиромашните семејства. Секако, господјо. Ти, Илмас, јави им се на децата во Адана, нека делат локма по сите џами за душата на Јусуф. Секако, Господ да ги прифати вашите дела. Амин, амин. Со среќа. Нема проблем никаков, Мустафа. Не, господјо Хулија, се е во ред. Добро, убаво. Фала. Нема на што.